2019 беше бурна година во која почна многу важни процеси. Некои, како приемот во НАТО, помина со камери, фанфери и прослави. Меѓутоа, некои започна многу потивко и многу попредпазливо, како што е случајот Рекет, кој да не беше толку сериозен кривичен предмет со лепеза на сторени кривични дела, ќе беше една успешна македонска шпанска серија. Сагата која во јавноста се отвори преку серија новинарски раскази, обичниот гледач го внесе во еден мрачен свет на закани, уцени, необични сојузи и бескрајна дволичност. И истата таа сага, практично, до вчерашниот столб на правдата, специјалното јавно обвинителство, гурна. А со него ја урна и надежта за правда, без која нели нема мир. 9 ноември 2018 година. СЈО ја објавува Империја. СЈО соопшти дека отвора истрага Империја, во која 13 лица, меѓу кои Орце Камчев, Цветан Панделевски и Сашо Мијалков, се осомничени за злосторничко здружување, оштетување или повластување на доверители, злоупотреба на службената положба и овластување, измама и перење пари и други приноси од казниво дело. Истиот ден се приведени 5 од осомничените, меѓу кои Камчев, и притворени на 30 дена. Почнуваат случувањата од Рекет. Бојан Јовановски, Боки 13, близок до специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, и Зоран Милевски Кичеец, врска со Орце Камчев. Од Камчев бараат 8 милиони евра за да запре истрагата против него во случајот Империја, или 5 милиони за олеснителни околности. Додека тој е во притвор од неговата сопруга, заимаат 500.000 евра. 27 декември. Без противење на СЈО, Камчев излегува од шутка и добива домашен притвор. 2019 година. Заев го пријавува Рекетот. Обвинителката за гонење, организиран криминал и корупција, Вилма Рускоска, од премиерот Зоран Заев го добива првото известување за случајот Рекет, откако му се пожалиле бизнисмени. 20 февруари. Чантата Луи Витон. Боки 13 и Зоки Кичеец во чантата Луи Витон земаат 1.500.000 евра од Камчев, кој е во домашен притвор. 4 март. Врховниот суд го укинува притворот на Камчев. 2 мај. Рускоска почнува истрага за Рекет. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција отвара предистражна постапка за Рекет. 28 мај. Геровски најавува бомбашка сага. Новинарот Бранко Геровски најавува: почнувајќи од утре на порталот Плюс Инфо ќе ги читате моите колумни. Во мојот добро познат стил, ја најавувам и темата на мојот утрешен текст: бомби, рекет и уцени во политичкиот естаблишмент. 29 мај. Почнува приказната за Коки Зоки, Кики и Фрики. Со текстот Бомбашки пленум, Геровски ја почнува сагата за бомбашкиот рекет, а на 10 јуни го објавува првиот случај на рекет во текстот Како Куртулил трпе од банда опасни рекетари. 5 јуни. Камчев добива пасош. По предлог на специјалниот јавен обвинител, Камчев во мај добил времен пасош со рок на трајање од 6 месеци. 15 јули. Уапсени Коки и Зоки. Наредба за отворање истрага против Боки 13 и Кичеец за примање награда за противзаконито влијание и перење пари и други приноси од казниво дело. Двајцата се уапсени и притворени. 15 јули. Катица дава оставка. Специјалната обвинителка Катица Јанева поднесува оставка која ќе стане активна тогаш кога политичките партии ќе се усогласат за новото законско решение и ќе го изберат нејзиниот наследник. Обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција ги одзема мобилните телефони за вештачење. Еден недостаток. 16 јули. СЈО мие раце од шефицата. Во СЈО се одржува драматична пресконференција без Катица Јанева. Сите се еднакви пред уставот и законите. Стоиме на линија да се најде одговорност и лицата да одговараат. Изјави меѓу другото обвинителката во СЈО Ленче Ристоска на пресконференцијата. 17 јули. Изгубениот телефон на Катица. Се вештачат телефоните на Јанева и се бара изгубениот телефон. Истрагата на 31 јули објавува дека телефонот, кој во меѓувреме бива најден, е форматиран и сите податоци од него се избришани. 8 август. Лаверита почнува серија објави за Рекет.
Италијанскиот интернет весник Ла Верита почнува да објавува видео и аудио снимки од случувањата во рекет. 9 август. Стефанова, Јанева ни наложи да ги затвориме предметите Империја и Поштенска банка и осомничените да не одат во затвор. На 16 април 2019 година во канцеларијата на Катица Јанева беше одржан состанок на кој таа изнесе одредени одлуки пред присутните обвинители, а кои се однесуваа на действија во предметите Империја и Поштенска банка. Конкретно, ни беше наложено најкасно до 6 мај 2019 година до неа да доставиме писмени извештаи за штетата во двата предмети кои осомничените треба да ја платат на државата, пошто предметите да бидат тука затворени и осомничените да не одат во затвор. 10 август. Јанева со изјава, без новинарски прашања. Јанева чита изјава со која објаснува дека разговарала со ОК за да стане соработник во истрагата. Пресконференцијата ја напушти, избегнувајќи ги новинарските прашања. 11 август. Рускоска почнува со распити. Почнува серијата со слушување на обвинителите од СЈО, кои го истражувале случајот Империја. Обвинителката Елизабета Јосифовска на распит кај Рускоска. 12 август. Јосифовска на распит кај Рускоска. Обвинителката од СЈО Елизабета Јосифовска, која заменувала Јанева додека била на одмор и го потпишала позитивното мислење за враќање на пасошот на осомничениот во Империја Орце Камчев, е на распит кај Рускоска. 13 август. Стефанова на распит. Обвинителката Лиле Стефанова на 5-часовен распит кај Рускоска. 16 август. Обвинителот Бурим Рустеми од СЈО пред Рускоска. 20 август. Катица Јанева на распит кај Рускоска. Катица Јанева, придружувана од адвокатот Стеван Павлески, поранешен државен јавен обвинител, се јавува на распит во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, каде има 4-часовен разговор со обвинителката Вилма Рускоска. 21 август. Уапсена Катица Јанева. По налог на Рускоска, полицијата ја приведува Јанева од незиниот дом во Скопје. Со експресна пресконференција, јавниот обвинител Љубомир Јовески и обвинителката за гонење на организиран криминал и корупција Вилма Рускоска го објавуваат апсењето на Јанева. 2 септември. Рускоска сослушува за рекет. 3 септември. Амзовски на распит кај Рускоска. Адријан Амзовски на распит во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Амзовски и фирмата Dream Building од Струга му исплатиле 261.853 евра на Меѓународниот сојуз на Боки 13 за стратешко партнерство и деловна соработка во декември во 2017 година, но подоцна го тужеле поради неисполнување на обврските. Амзовски беше поврзан со случајот ТНТ за уривањето на објектот Космос, но СЈО во 2017 година го повлече обвинението против него. 4 септември. Фросина Ременски на распит кај Рускоска. Подпредседателката на собранието, пратеничката од СДСМ Фросина Ременски, во својство на почесен претседател на невладината Меѓународен сојуз на Боки 13 на распит кај Рускоска. 5 септември. Пратеникот Александар Кирацовски од СДСМ на распит кај Рускоска. 20 септември. Председателката на Меѓународниот сојуз Агапи Дика и бизнисменот Зоран Азманов даваат исказ кај Рускоска. 23 септември. Завршува истрагата за рекет. Јанева бара пари од тајниот фонд на СЈО. Со решение на Рускоска завршува истрагата за рекет. Бојан Јовановски во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го добива решението, а неговиот адвокат протестира дека Боки 13 не дал исказ. Јанева со писмо до СЈО побарала одбраната да ја биде платена од црниот фонд на специјалното обвинителство, во кој обвинителите давале по 3.000, а другите вработени по 1.000 денари. Со фондот управувала Јанева. 24 септември. Одобрен домашен притвор за Зоран Милески Кичеец. Јанева од притвор повторно кај Рускоска. Одобрен домашен притвор за Зоран Милески Кичеец. 25 септември. Боки 13 врши увид во доказите против него. 26 септември. Рекет, круцијален тест, не смеа да се толерираат никакви странични влијанија, вели председателот Стево Пендаровски.
Јанева врши увид во доказите за рекет. Имате важни работи, како Законот за јавно обвинителство и случајот рекет, порача европратеникот Едвард Кукан, пред седницата на Советот на Европската Унија, на која се очекува одлука за почнување преговори. 30 септември. Катица Боки и Кичец биле следени по налог на Рускоска. По наредба на обвинителката Рускоска, Катица Јанева била физички следена 10 дена, а Кичец и Боки 13 по 30 дена, изјавија нивните адвокати по увидот во доказите од посебните истражни мерки во истрагата за рекет. 1 октомври. Јанева останува во притвор. 3 октомври. Заев, не барам податоци за истраги, но честно и одговорно е да го информирам потенцијалниот инвеститор. Изјавата на премиерот е одговор на новинарско прашање во врска со така наречениот случај Рекет 2 за инвестирање на шведскиот Диаверум во центрите за диализа Диамет. Рекол дека е честно, логично и одговорно секој инвеститор да го запознаат со сите информации во интерес на привлекување странски инвеститори, иако знаел дека истрагата не е затворена. 4 октомври. Документот од исказот на Камчар за рекет не протекол од кривичниот суд. Апелација одлучи, Боки 13 останува во притвор. 6 октомври. СЈО потикна процес. Неуспехот на поединци не значи дека целиот систем е погрешен, порача германскиот амбасадор Томас Гербери. 7 октомври. Анкета. За речиси половина од граѓаните рекет не е причина за предвремени избори. 48,7% од анкетираните граѓани сметаат дека рекет нема да доживее целосна разрешеница. 27,9% се уверени дека случајот ќе биде решен, додека 23,4% не знаат, покажува анкетата на Институтот за политички истражувања Скопје. 47,1% сметаат дека ако домашните и странските медиуми не објавеа информации поврзани со аферата, за случајот рекет воопшто немаше да се покрене истрага. Спротивно мислење имаат 24,4% од граѓаните, додека 28,5% останале без одговор. 8 октомври. Боки 13 кај Рускоска, изнесен со брза помош. 9 октомври. Заев, санкции за сите одговорни, без оглед на функцијата. Уште 5 физички и едно правно лице опфатени во рекет, во нова истрага која се отвара за невладината Меѓународен сојуз на Боки 13, најави денеска републичкиот обвинител Љубомир Јовески. Јовески вели дека до овој момент не е постигната спогодба за признавање вина со ниеден од осомничените. Вечерта на подпредседателката на Меѓународниот сојуз Јасна Мандек по приведувањето во кривичниот суд и беше одреден куќен притвор. 10 октомври. Јанева во прединфарктна состојба задржана во Жан Митрев. Новите осомничени лица во рекет повикани во суд. Пратеничката Фросина Ременски во кривичниот суд се произнесе пред судија на претходна постапка, а пред новинарите изјави дека не чувствува вина. Меѓу ново осомничените и таткото на Боки 13, Миле Јовановски. Рускоска поднесува обвинение за првиот дел од истрагата за рекет и посочи дека еден од осомничените побарал спогодба за првиот дел од истрагата за рекет. Јанева во прединфарктна состојба задржана во Жан Митрев. 11 октомври. Заев, Ременски е невина. Заев на заедничката конференција со словенечкиот премиер Маријан Шарац истакна дека очекува да биде докажана невиноста на Ременски, за да може таа повторно да се врати во органите и телата на СДСМ. 14 октомври. Јанева вратена во притвор, Боки 13 во болница. 15 октомври. Фирмите на Боки 13 и блиски до него затаиле данок повеќе од 20 милиони денари. Управата за јавни приходи открила затајување данок во БМЈ Груп, Меѓународен сојуз и Томато продукција, а контрола извршила и во 1 ТВ. Инспекторите откриле договор меѓу Јовановски и компаниите Dream Building и ГП Пелистер за изградба на европски комплекс, а парите кои требало да ги добие Сојузот биле префрлени на физички лица, односно кај заменик председателката на Сојузот Јасна Мандек и кај пензионерката Лилјана Тодоровска на лични сметки. 22 октомври. Одбиени барањата на Јанева и Боки 13 за укинување на притворот. 1 ноември. Катица Јанева од затвор во Шутка бара апанажа.
Поранешната шефица на СЈО, обвината во случајот рекет, Катица Јанева, до Собраниската комисија за прашање на изборите и именувањата побарала апанажа, рече на почетокот на седницата претседателот на комисијата Илија Димовски. 8 ноември. Судот го прифати обвинението за рекет. Советот за оценка на обвинителен акт на Основниот кривичен суд Скопје денеска го прифати обвинението за случајот рекет, отфрлајќи ги приговорите на Бојан Јовановски, Катица Јанева и Зоран Милевски. 13 ноември. Судењето за рекет закажано за 3 декември. 19 ноември. Катица Јанева оди во куќен притвор. Адвокатот на Боки 13 бара тој и да биде итно хоспитализиран. Според адвокатот Сашо Дуковски, Боки 13 речиси 120 дена во притвор, а за тоа време најмалку 30 пати бил однесет на лекарска интервенција. Според Дуковски, Боки 13 има проблеми со желудникот, констатирана е целосна нефункционалност на левиот бубрек, за што цитираше и медицински документи. Антибиотската терапија што му била препишана не му е возможена. 20 ноември. Рускоска со СМС до апелацијските суди. Ако сте ја пуштиле Катица, од гајки ќе ве истресам. Јавната обвинителка Вилма Рускоска најави покренување на финансиска истрага против судиите кои донеле одлука Јанева да оди во домашен притвор. Не знам кои се судиите, чекам да го добијам решението, но ќе покренам финансиска истрага, изјави Рускоска. Во апелација иден колегиум по најавите на Рускоска за финансиска истрага. Апелација. Сомневањата на Рускоска се паушални, неосновани и грубо мешање во работата на судот. Јавното обвинителство. Реакцијата на Рускоска е израз на моментално разочарување. 21 ноември. Десковска. Мора да има прочистување на судството и обвинителството. 22 ноември. Над 150.000 евра исплатени на Јанева, плюс од платата, покажува базата Отворени финансии. Во анализата направена од Призма се наведува дека најголем дел од дополнителните 157.000 евра таа ги добивала како додаток за доверливост, да не открива што чула во бомбите, а земала и надоместоци за кирија и за тоа што работела надвор од градот во кој живее. 27 ноември. Боки 13 хоспитализиран во градската општа болница 8 септември. 2 декември. Боки 13 вратен во шутка. 3 декември. Почнува судењето за рекет. Милевски призна вина, ќе се води одделна постапка. Рускоска. Очекував и други да признаат вина за рекет. Пауза на судењето за рекет. Лекарска екипа го прегледува Јовановски во судницата. Јовановски доби диазепам. Судењето продолжува. Камчев бара оштета од 1,5 милион евра. Рускоска. Јанева влезе во мрежата на така наречената естрадна звезда Боки 13. Јанева. Се надевам дека не се плашите од заканите на Рускоска за тресење од гаќи. 4 декември. 3 години затвор за Кичеец. Продолжува судењето за рекет. Апелација ја отфрли жалбата за притворот на Боки 13. 6 декември. Камчев како сведок во рекет. Боки 13 ми вршеше притисок преку Јанева и Стефанова. 6 декември. Одбиено барањето за апанажа на Јанева во собранието. 7 декември. Аудио снимки од прислушувани разговори за рекет се појавија на YouTube. 10 декември. Ново рочиште за рекет, сведочија на Камчева. Судењето продолжува на 25 декември. Камчева. Се плашевме од моќта на Јанева. Боки 13 ги знаеше сите чекори на СЈО. 11 декември. Обвинителството истражува кој ги снимил и кој ги пушта новите бомби на YouTube. Откако се појавија уште 2 прислушувани аудио разговори кои во јавноста допреа преку засега непознат сторител кој ги објавил на YouTube каналот, обвинителството најави истрага за тоа кој ги снимил и кој ги пушта новите бомби на YouTube. Викендот, односно во саботата на истиот канал беа објавени 7 нелегални аудио снимки кои исто така се под истрага на обвинителството. 13 декември. Пендаровски. Високата корупција е закана за државата. Морам да го извојам така наречениот случај рекет, кој дискредитираше голем дел од нашите напори и надежи за справување со криминалот и високата корупција. Лично не очекував дека носители на толку важни и одговорни функции толку ќе потфрлат во даден момент.
Овој случај останува да биде лакмус за правната држава, а со тоа и тест за отпорноста од политички влијанија на клучните институции, истакна Пендаровски. 14 декември. Спасовски негира дека имал редовни контакти со обвинетиот Јовановски. Службени контакти, 2 или 3, кои биле се однесуваа на одредени пријави кои ги имаше тој и новинари во телевизијата, за упад во електронскиот систем во телевизијата и за тоа беа остварени средби со директорот на Бирото за јавна безбедност. Апсолутно не станува збор за било какви други контакти, ниту пак разговор со него или со било кој друг вклучен во криминални активности, подвраче Спасовски, одговарајќи на новинарско прашање поврзано со сведочењето на Ана Камчева. 16 декември. Ременски не видела докази против неа за меѓународен сојуз. 17 декември. Ременски очекува запирање на постапката. Јас никогаш не молчам за ништо. 20 декември. Боки 13, татко му и асистентката на распит за меѓународниот сојуз. 25 декември. Боки барал 2 милиони евра за да се решат случаите на Зоранчо Митровски. Во кривичниот суд продолжи следењето за случајот Рекет, со заслушување на тројца сведоци повикани од обвинителството. Сведочот Зоранчо Митровски, Томе Главчев и Сашко Бошков. Првиот сведок, Сашко Бошков, адвокат, пријател и кумашин на Митровски, посочи дека Јовановски му побарал 2 милиони евра за да се решат случаите на Митровски. 27 декември. Телевизијата мора од нешто да живее. На денешното рочиште сведочеше Христијан Баневски, новинар во 1 ТВ. Добив барање од Јовановски да направам сторија за една месна индустрија. Кога го побарав газдата, ми рече: "Па вие не сте новинари, туку работите како рекетари." Јас бев навреден и побарав образложение од Бојан. Дали го рекетирате овој човек? А тој ми одговори: "Оваа телевизија треба да живее од нешто." Јас реков дека не сакам да работам повеќе на такви приказни и ќе си заминам, изјави Баневски. 3 јануари 2020 година. Јосифовска од СЈО, по налог на Јанева, одобри враќање на пасошот на Камчев. Прво обвинетиот Бојан Јовановски на денешното судско рочиште изјави дека се чувствува како политички затвореник и дека вистината за случајот ќе се дознае само ако има правичен процес. 4 јануари. Рускоска. Јовановски не спомна имиња, туку енен лица. Обвинителката Вилма Рускоска ги негира информациите дека обвинетиот во аферата Рекет, Бојан Јовановски, во исказот кој го дал во обвинителството, споменувал лица блиски до семејството Заеви и до вчерашниот премиер Зоран Заев. Не е точно, во исказот тој спомена енен лица и енен настани, како и дека поради тоа, наводно, неговиот живот бил загрозен. Не е точно дека го споменал ВЗ, тоа го тврдам, изјави Рускоска за неколку медиуми. Случајот наречен Рекет покажа дека бомби може да се пукаат и понатаму кај нас, меѓутоа и на некои неочекувани места, како што се контраверзни италијански портали. Рекет покажа дека слободно може да се изнесуваат докази од обвинителство, меѓутоа покажа и дека многу е лесно да се бара апанажа од затвор. Според верзиите на дел од сведоците, сите се плашале од една семоќна обвинителка и од еден шумен кој во своји раце го држал системот на кривичниот прогон. Во случајот Рекет, 1, 2, 3, кој знае колку, мешани се сите и помалку или повеќе се осомничени. А да, само бизнисмените кои што дале пари за заташкување на случај, останаа жртви.